СДСМ во наредниот мандат обезбедува ред и дисциплина во сите институции. Тие што во име на граѓаните водат институции, мора да се отчетни, транспарентни и честни. Во нашата администрација работат одлични професионалци, но има и многумина кои сметаат дека немаат обврски ниту одговорност кон граѓаните и државата. Структурата на институциите и нивната поставеност далеку не е оптимална и создава бесконечни лавиринти. Наместо да ги штитат правата на граѓаните и да ја помагаат економијата, знаат да станат нивни кочничари. Затоа во новиот мандат фокусот ќе ни биде ова да го промениме. Со промени во структурата, квалитетот, но и големината на администрацијата. Ја намалуваме администрацијата за 20%. Во администрацијата ќе работат тие што се подготвени да им служат на граѓаните и уште годинава започнуваме целосна реорганизација на јавниот сектор. Поудобни точки за тоа се јасно дефинирање на надлежностите на сите нивоа во јавниот сектор. Од министерот или директорот не треба и не може да зависи се. Имаме нов концепт за средниот менеджмент, со јасни критериуми за назначување и разрешување. Едноставно, повеќе вечни раководители на сектори ке нема. За вработените во администрацијата се предвидени повисоки плати, но како награда за резултат, како и унифицирање на платите за иста работа. Тие носат индивидуална одговорност, но мора тоа да го прават и како тим. Ги укинуваме и патните трошоци за пратениците во собранието. Системот за патни трошоци покажа можности за злоупотреби и затоа ќе биде променет од корен. Поведуваме законска обврска за јавна објава на сите службени трошоци, на сите функционери, не само во извршната, туку и во судската и во локалната власт. Ќе донесеме измени во кривичниот законник, со кој што ќе се заостри казнената политика за дела поврзани со носители на функции. Ќе ги намалиме привилегиите на јавните функционери, со цел да се спречи злоупотребата на функциите за лични цели, намалување на буџетските трошоци и зголемување на ефикасноста. Ги елиминираме дискреционите права на функционерите. Ја зголемивме транспарентноста и отчетноста на првите луѓе и сега ја подигнуваме на уште повисоко ниво. Отчетност пред јавноста за реализирање на програмата за работа и финансиски отчет за потрошениот буџет на институцијата. Институциите и раководителите кои се транспарентни покажуваат дека немаат што да кријат. И затоа ги отворивме податоците на државните институции. Корупцијата е непријател и на граѓаните, и на институциите. За сузбивање е потребна заедничка борба и затоа предвидуваме награди за граѓаните чии што пријави за корупција ќе резултираат со наоди за отворање случаи и електронско следење на предметите што произлегуваат од претстапки за висока корупција. Ја зголемуваме контролата на приходите и на нотарите и извршителите, бидејќи сме сведоци за нереално високи приходи на мали групи на нотари и извршители. Драстично го намалуваме рокот за застареност на присилното извршување од 10 на 2 години. Каматите на долговите од комуналните и сродни дејности нема да можат да го надминат двојниот износ на главното побарување. Гласот на граѓаните мора да се слуша. Секоја државна институција ќе воведе отворен ден за граѓаните. Најмалку 4 пати годишно за предлози, идеи, но и за критики. Секоја служба, односно институција, ќе биде задолжена во рок од 3 дена да одговори на секое барање или прашање од граѓаните. Предвидуваме и казни за неодговорно однесување, а на основа на барање. Администрацијата мора да им служи, а не да им биде товар на граѓаните. И затоа воведуваме и електронски петиции. СДСМ знае како да создаде ефикасна јавна администрација и сите граѓани да бидат од неја задоволни, како и деловните компании. Ние можеме и уште повеќе и уште подобро. Благодарам, ако имате прашања, поверете. На почетокот на вашиот мандат најавивте дека дел од оние вработувања што се по рамковен договор ќе бидат вработени, ако може така да се каже. Имате ли бројка колку од овие кои што седеат дома сега се на работни позиции?
Па таа бројка секојдневно се менува, односно се намалува. Последните извештаи беа некаде дека околу половината од тие што беа нераспределени, дека веќе процедурите се завршени и се распределени. Овие процедури се вршат преку Министерството за политички систем и односи помеѓу заедниците, така што проблемот секојдневно се повеќе се решава и се намалува овој број. Се надевам дека брзо ќе можеме да кажеме дека сите се веќе распределени. Господине Манчевски, јас ќе ви поставам две прашања во име на Канал 5, кои што ни ги испратија по електронска пошта, имајќи ја предвид ситуацијата со коронавирусот, замолија вака да ги пренесеме прашањата. Па така, првото прашање кое што доаѓа од нив и велат ВМРО ДПМН лиферува секоја вечер со така наречени факти на денот. Вчера објавија дека криете дека се очекува силна економска и здравствена криза. Сигурно сте свесни за паниката која полека се развива меѓу населението. Точно ли е ова и имате ли контрамерки за истото? Најпрвин, не треба некој да ни каже дека се очуваме со економска и со здравствена криза. Ние се наоѓаме во една таква ситуација. Но би сакал малку да се насочам кон одредени, ајде ќе ги наречеме медиуми, кои што сакаат да предизвикаат дополнителна паника. И мислам дека треба да зборуваме најдиректно, доволно зборевме околу. Курир, Република и Нетпрес. Ова се координирани извори на лажни вести, финансирани од еден центар на економска моќ кој што се наоѓа во Будимпешта и кој што има поцелосна контрола и партијата ВМРО ДПМН. Апсолутно не постои долна граница до која што може да паднат ниско овие така наречени квази медиуми. Апелирам до останатите медиуми во државата да не потпаднат под овие влијанија, да не ги шират овие лажни вести и во оваа прилика дури уште еднаш би сакал да се заблагодарам за апсолутно одговорното однесување на, би рекол, сите останати медиуми во државата во однос на коронавирусот. Но ова заслужува најжестока осуда од страна на сите граѓани. Ви благодарам и второто прашање кое што доаѓа од Канал 5, кое што сакам да потенцирам поради отчетност и транспарентност дека ги пренесувам во целост како што ни се поставени. Вели, исто така опозицијата прошири информација дека во екот на пандемија фирма блиска до власта профитира на грбот на граѓаните. Имате ли информации дали има таква фирма и планирате ли на сет мерки, барем за домашните производи, да донесете уредба за гарантирана цена на производи? Во однос на мерките за гарантирана цена на производи, секојдневно ја следиме состојбата, односно ја следи кризниот штаб и доколку има потреби ќе се донесе ваква мерка. Во однос на првиот дел од прашањето, министерот Венко Филипчев вчера беше многу јасен. Значи, треба да се видат сите факти, да се видат и влезните фактури по кои што компаниите ги набавуваат овие производи, без разлика дали се работи за овој случај или во иднина ќе се појават и други, и врз основа тоа ќе треба да се донесе соодветен заклучок. Но апсолутно нема да дозволиме ниту една компанија, блиска или не, до нас, до опозицијата, до било кого, да профитира на грбот на граѓаните во оваа ситуација.